Трагедијата во Кочани е резултат на низа пропусти во дискотеката Пулс, кои се започнати уште во 2012 година и се толерирани се до кобниот 16 март. Досега осомничени се вкупно 34 лица и за сите осомничени се бара притвор. Дискотеката имала усен договор за концертот на ДНК, на кој, како што изјави обвинителот Коцевски, присуствувале 650 лица, меѓу кои најмалку 31 дете. Во Кочани е Михајло Видимливски. Михајло, меѓу осомничените се и екс-министерот Бектеши и тројцата градоначалници на Кочани. За колку од осомничените досега судот одлучи за барањата за притвор? Тања, еко претходната информација овде од судот во Кочани беше дека досега за 13 лица определена мерката притвор од 30 дена кој што го бара обвинителството. Сепак таа е поголема бројка со оглед на тоа што премалку и разговарав овде со судиите од судот во Кочани, не даваат прецизна бројка, велат дека рочиштата се уште траат и во текот на денот ќе известат во однос на сите барања кои што се обвинителството за определување на притвор. Досега, според она што го изјави и државниот обвинител Љупчо Коцевски, 27 физички и 3 правни лица се осомничени за овој случај, како што кажа тој, верижни пропусти и незаконити дејствија доведоа до пожарот во кој што животот го загубија 59 лица. Осомничените ги опфаќаат собственикот, поранешни и сегашни собственици на дискотеката, како и управители, за кои што рекоа дека добивале лиценца незаконито. Прво осомничениот пак, еден од собствениците на дискотеката, давал пари на лице од Министерството за економија за да обезбеди фалсификувана лиценца. Собствениците и управители, собственичка и управителка инаку на правно лице на барање на собственикот на дискотеката изготвила проект за кабаре, иако, како што каже обвинителот, знаела дека самиот објект не ги исполнува условите за тоа. Од Министерството за економија имаме осомничени поранешен министер за економија Крешник Бектеши, но и други, поранешен државен секретар во Министерството во економија и други лица кои што биле на раководни позиции, кои што, како што кажа од обвинителството, со неизвршување овозможиле објектот да работи како кабаре, иако не ги исполнувал законските услови за тоа. Осомничени исто така се и поранешни директори на државниот пазарен инспекторат, но инспектори бидејќи не спровеле инспекцијски надзор. Тројцата градоначалници за периодот од 2012 до 2025, меѓу кои градоначалникот Љупчо Папазов, кој што ден по несреќата, односно во неделата на 16 си поднесе оставка, и претходните градоначалници Николчо Илиевски и Радко Димитровски исто така се опфатени во истрагата, односно и за нив се бара притвор со оглед на тоа што тие не ги извршувале своите правни обврски согласно законот за заштита и спасување. Да слушнеме дел овде од изјавата на обвинителот Коцевски. Од Министерството за економија до овој момент осомничени се поранешен министер, но и поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник, кои во моментов работат во Министерството, но на други раководни позиции. Сите тие со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита и на осомниченото правно лице, кои не ги исполнувало пропишаните услови и начин за вршење на угостителска дејност во повеќе наврати со лиценци му овозможиле вршење на угостителска дејност кабаре. Прво осомничениот за период од 13.2.2024 година до 13.2.2025 година директно на осомничено службено лице вработено во Министерството за економија му дал одреден паричен износ за да изврши службено дејствие што не би смеел да го изврши и на тој начин, без при тоа да биде спроведена законски пропишана постапка, обезбедил фалсификувана службена исправа, лиценца за вршење на угостителска дејност. Поради тоа, против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп од член 357 од Кривичниот законник.
Осомничените тројца градоначалници на Кочани во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осомничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно Закон за заштита и спасување, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на Законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. Обвинителството денеска излезе и со друга бројка во однос на тоа колку луѓе имало на концертот на ДНК комната вечер, за разлика од бројката од 500 луѓе што претходно се споменуваше. Сега обвинителот Коцевски рече дека вечерта на концертот на ДНК имало 650 посетители, од кои 31 биле деца. Инаку во истрагата и мерки, односно притвор се бара и за организаторот на концертот, но и лица од обезбедувањето, со оглед на тоа што, како што кажа од обвинителството, концертот бил направен со усмен договор, односно без официјален договор, но и поради тоа што лица од обезбедувањето не спречиле да се внесат пиротехнички средства во така наречената дискотека Пулс во Кочани. Да слушнеме и во овој дел од изјавата на државниот обвинител Коцевски. На ден 16.3.2025 година, еден од осомничените, одговорно лице во клубот, усно организирал концерт, настап без формално пропишан договор со музичката група ДНК и при тоа заедно со осомничените управители и осомничените припадници на Агенцијата за обезбедување, свесни дека капацитетот и условите во објектот тоа не го дозволуваат, овозможиле влез на околу 650 посетители, помеѓу кои имало најмалку 31 дете. Едно од осомничените лица вршело продажба на билети, без при тоа да води сметка за бројот и возраста на гостите кои смеат да присуствуваат спротивно на Законот за угостителска дејност, овозможувајќи влез и присуство и на малолетни лица на настанот. Осомничените одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедување не спречиле за потребите на настапот на групата ДНК да се внесат во угостителскиот објект и да се употребат експлозивни материи, пиротехнички фонтани, иако за тоа действие немале задолжителна дозвола издадена од надлежни органи за да ракуваат со пиротехничките средства, ниту пак просторните услови дозволувале употреба на такви пиротехнички средства. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ, како дел од сценскиот настап и ефект, ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани, кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Михајло, пред малку пресконференција имаше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дали со поднесените кривични пријави веќе е завршена работата на МВР? Тања, овде работата на МВР, но и на обвинителството секако дека не е завршено, исто како и обвинителот Коцевски. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски кажа дека и понатаму ќе продолжат нивните дејствија, што е во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Тој денеска направи еден осврт на она што досега го сработила полицијата. Да слушнеме дел од изјавата на Тошковски. Нема нормален човек што би заштитил некого за кого постојат индиции за директна или индиректна одговорност. Тоа го ветивме од првиот ден, тоа го покажавме и досега, така ќе продолжим. Свесен сум и за сомнежот кој постои кај вас граѓаните. Знам дека досегашните искуства на нашиот народ со вакви предмети беа болни и разочарувачки, и од тука ја оправдувам загриженоста и сомнежот дека и овој пат
е можно тоа да биде така. Но нагласувам дека таа загриженост овој пат е непотребна и докажуваме преку нашите постапки дека има разлика и дека ние сме одлучни таа разлика да ја покажеме одговорно и посветено и свесни сме дека не смееме да ве разочараме. Затоа што, како што каже и премиерот, ова не е обична битка, туку битка за тоа Македонија дали ќе ја биде. Битка на народот и сите ние кои сакаме правда и држава за почит против трулиот систем, формиран со децении, некако абстрактен поим, туку формиран од поединци со име и презиме, кои го разјадувале и ја донеле државата до ова дереджа до кое што сме денес. Михајло, и за крај на твоето вклучување од Кочани, уште едно прашање. Денеска имаше реакции од кочанчани за тоа што беше тргната книгата на жалост од плоштадот. Има ли некакво објаснување зошто е тоа направено? Објаснување тања нема зошто е тргната книгата на жалост која што беше поставена на плоштадот во центарот на градот. Ние бевме таму. Има луѓе поминуваат, сликата е тажна, нормално во Кочани, но е тргната книгата на жалост без објаснување од градските власти или од било кој од општината зошто тоа е направено. Инаку ние тања остануваме овде во Кочани, остануваме и пред судот во Кочани, каде што во текот на денот се очекува да бидат спроведени овде и поранешните градоначалници на општината кои што се дел од истрагата за пожарот во дискотеката Пулс и за нив обвинителството бара 30-дневен притвор. Секако за сите они одлуки кои што ќе бидат донесени од судот на информација од обвинителството ќе информираме. Михајло, ти благодарам за сите информации од Кочани.